почитувани. Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Онтреновски. Во наредниве 50 на минути со нас ке другарува нашиот и ваш денешен гостин, господинот Страшо Ангеловски, председател на МАК, конзервативната политичка партија, колумнист, добар познавач на политичките збивнувања во Македонија, но и пошироко, пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје, кого го покануваме да ни се придружи преку видео линковско поврзување. Се надеваме дека нема да имаме проблем со сликата и со тонот. Веќе сме тука, се гледаме, верувам и се слушаме. Господине Ангеловски, ако е така, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ни причинува задоволство и чест што повторно сте заедно со нас и со сите почитувани кои во овие моменти не слушаат и не гледаат. Добро утро, јас извонредно ве слушам, се надевам дека и вие мене, се надевам дека ќе немаме проблеми во комуникацијата. Поздрав до сите кои не слушаат во моментот, поздрав до оние кои не гледаат, поздрав до оние кои си ги сакаат македонските корени, вклучително и емисијата која вие ја водите под тоа име. Добро ви утро и од мене, господине Ангеловски. Се надеваме дека и денес, како и во претходните ваши гостувања на Македонски корени, ќе имаме плодна дискусија и во наредниве 50 на минути, како што Бети речи, ќе го задржиме вниманието на сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Да, добро утро. Се надевам дека ќе проговориме онака како што е, без да фаќаме страна, без да напаѓаме или браниме некого, затоа што суштината на одбраната и на нападот е кај некои други, кај нас е суштината на вистината, на она што треба народот да го знае. Токму така. Вие сте советник во град Скопје и најдобро сте запознати со се она што се случува. Пред некој ден јавноста ја дозна информацијата дека патиштата помеѓу градоначалничката Данела Арсовска и ВМРО ДПМН со коалицијата за обнова на Македонија се разединија. Најпрво таа обелодени дека преку медиумите дека ги разрешува директорот на Водовод господинот Златко Перински, како и секретарот кои доаѓаат од ВМРО ДПМН и коалицијата, но без да даде причини. Причините таа ги соопшти малку покасно, а се однесувале на сомнеш за криминал, местење на тендер. Веднаш потоа прес конференција одржа и директорот на Водовод, а Данела упадна на таа пресконференција. Потоа следува и неколку оставки кои што се случуваат секојдневно на високи функционери на неколку јавни предпријатија под надлежност на град Скопје. Председателот на ВМРО ДПМН им ја даде безусловната подршка и застана на страната на сите нив. Знаете ли што всушност се случува на релација ВМРО ДПМН и Данела Арсовска, но пред се, кој е во право во овој случај? Дали разрешувањата се оправдани и ако не се, зошто градоначалничката го прави овој чекор? Кој чекор еден новинар кој работи теми по нарачка на власта или на моќни центри, ваквото разединување го најави уште пред да се случи овој раскол. И ако сакате неколку зборови за вокабуларот кој Данела го користеше за време на седицата за советнички прашања која беше пред некој ден. Многу прашања, простите да ви дајам малку повеќе простор да... Да. Нема многу што да се зборува на оваа тема, затоа што едноставно жално е што на почетокот го рековте дека јас како советник би требало добро да ги знам нештата кои се случуваат. Жално е токму тоа што ние се извинувам, што ние советниците останавме без информација за изворот на случувањата, за потеклото на она што денеска го доживуваме во градот Скопје, го доживуваме на седниците на Советот. Не дека не беше очекувано, не дека не се насетуваше дека ова сето ќе се случи. На крајот на криштата јас сакам да ве подсетам дека јас барем лично 1996 подпишав
ја потпишав пријавата, односно го потпишав учеството на тогашниот градоначалник Ристо Пенов, заедно како председател на МАК, заедно со Љупчо Георгиевски и Петар Гошев. И оние повозрасните, оние кои ги паметат нештата, ќе се сетат дека нешто слично имавме веднаш после неколку месеци, после не цела година, Ристо Пенов, како заемнички градоначалник, ни сврте грб на МАК и на ВМРО ДПМН. Потоа ќе се сетиме дека 2005-та имавме една слична ситуација кога за градоначалник го избрававме Трифун Костовски, кој исто така, меѓутоа доста елегантно и доста суптилно сврти грб за да потоа застане на страна на сите граѓани и да работи во интересите на граѓаните на Скопје. Она што денеска ни се случува изгледа како логичен след на нештата, кога како политичка партија ќе се решите да поддржите или да пронајдете независен кандидат кој ќе го кандидирате, изгледа како логичен след на нештата, тие луѓе да во своето сознание да сметаат дека токму тие се оние кои го добиле мандатот од граѓаните, дека поддршката која партиите во овој случај на најголемата коалиција во држава, коалицијата за обнова на Македонија, со 400.000 гласа ја даде како поддршка на господјата градоначалник, како да се небитни. И од тука беше за очекување ова да се случи. Меѓутоа, јас искрено верувам дека Данела Арсовска е извонредно паметна, дека е извонредно образована и дека ќе ги свати нештата, ќе свати дека старите удбашки методи, кои веќе 30 години ја разнебитуваат Македонија, се применети и на нејзе. Тоа јас го кажувам како синдромот на Снежана и огледалцето. Имено, старите служби во Македонија, кога сакаат да ја нападнат партијата која или коалицијата која име политички противник, во случајов тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, пронаоѓаат лик на кого му даваат на кого му даваат огледалце и тој постојано го прашува огледалце, кој е најубав на светот, огледалцето му одговара ти си најубавиот, најпаметниот и најмоćниот на светот. Што сакам да кажам? Околу ликовите, како и околу градоначалничката Данела, воспоставуваат луѓе кои ова постојано и го повторуваат, постојано и го зборуваат дека ти си најмоćната, ти си најпаметната, ти треба да ја преземеш целокупната власт, бадијала партиите кои стоја околу тебе и така натаму. Ова како пример го имавме, можеби најеклатантен пример со Љубе Бошковски, кога тој преку таквото огледалце кои службите му го сервира, на вистина во еден момент помисли дека е најмоćниот лик во државава, да се сеќавате како излегуваше против Никола Груевски со зборовите лопата руеден, мешајќи семејства, мајки, сестри, жени и така натаму. Тоа е судбината, тој синдром на Снежана и огледалцето, меѓутоа судбината на сите луѓе кои преку таквите методи се пуштаат да се борат против една партија или против една коалиција, за жал е многу известна. Судбината е нивно пропаѓање. Сакам да верувам дека градоначалничката многу скоро ќе го свати ова, ќе излезе од мрежата која е сплетена околу нејзе, ќе се посвети на соработката со луѓето кои навистина трчаат деноноќно од куќа во куќа, од стан до стан, од врата до врата, за да ја нудат како кандидат за градоначалник, за да зборуваат за нејзините доблести и за да конечно ја извојуваат нејзината победа. Искрено верувам дека нема да остане во мрежата на еден медиум, на еден градоначалник и на поранешни и денешни разузнавачи, кои таа мрежа ја плетат не заради Данела Арсовска, не заради Советот на град Скопје, не заради град Скопје, туку заради уништување на можностите опозицијата да дојде на власт. Имено вие знаете дека
една неспособна власт, една власт која не испорачала никакви резултати, една власт која нема визија, една власт која е криминогена, криминална и потоната во корупција и во криминал, која не може да понуди ништо. Таа единствен начин за да се задржи на власт е да ја разнебитува, да ја дели опозицијата. Во случајов, главниот удар е против председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, односно службите и власта на СДСМ и ДУИ сакаат да создадат лидерска криза во ВМРО ДПМН и со тоа да создадат поделба на партијата за да можат да останат да владеат и понатаму. Инаку што се однесува до вокабуларот, и јас го препознавам она што го говори господјата Даниела Арсовска, јас го препознавам како вокабулар на веќе проговорен од еден друг градоначалник, како вокабулар на еден медиум од луѓе кои беа, да речеме, многу блиски, дури беа и членови во раководството на една друга партија, кои извршија предавство на таа партија, па беа прифатени од ВМРО ДПМН, и овде како пример ќе го дадам примерот со султанот кој освојувајќи го Цариград прашал кои се луѓето кои ја предадоа до сегашната власт, му ги донеле, ги ликвидирал и рекол доколку еднаш предале, тие ќе ме предадат и мене. Ете така некако треба да се размислува, значи играта околу градот Скопје е многу покомплексна и многу поширока, не е само да се нанесе штета на градот, туку треба да се оневозможи опозицијата да дојде на власт. Меѓутоа, не исклучувајте го никогаш и поривот да се контролираат парите, да се контролираат средствата, па и да се контролираат доколку сакате јавните предпријатија кои вработуваат илјадници луѓе. Господине Ангеловски, поточно кој е виновен спрема вас за ваквата состојба во која се најде град Скопје и поважно од тоа кој е излезот и дали може да се најде решение со Арсовска после ваквото менаџирање, односно не менаџирање со град Скопје? Виновникот го посочи, значи виновникот се службите кои работат на разнебитување на опозицијата, за да оваа и ваква некадарна, корумпирана и криминална власт остане и понатаму. Значи, виновникот мора да го барате во врвот на СДСМ, мора да го барате во оние служби, разузнавачки служби кои работат во Македонија и кои ова го работат веќе 31 година. Секогаш, вие сте сведоци дека секогаш кога ќе дојде СДСМ во опасност да изгуби власта, тие почнуваат со вакви дворски игри внатре во дворот на партиите од опозицијата. Значи, виновникот е таму. Оние кои го спроведуваат ова, еве веќе кажав, еден медиум, еден градоначалник и еден куп поранешни и сегашни разузнавачи, членови на ВМРО ДПМН, луѓе од надвор, луѓе поранешни членови на ВМРО ДПМН, значи една цела мрежа, воспоставена мрежа од луѓе, во која, за жал, градоначалничката Даниела Арсовска е така наречено уловена. Јас на последната седмица, оние кои следеа, видоа дека веднаш после дадената пауза му пристапив на господинот Славевски, на председателот на Советот, и му реков дека ќе ја напуштам седницата затоа што се срамам од сопственото присуство таму, затоа што се срамам дури и од себе и од сето она што ни се случува на седницата. И каде е излезот, јас разговарав со градоначалничката, се договоривме во понеделник да имаме една средба во 4 очи. Јас сакам да изнесам некои работи кои ги осознавам следејќи ја и учествувајќи во политиката веќе 32 години од 90-тата, од формирањето на МАК. Ќе се обидам да и ги разјаснам нештата кои и се случуваат. Меѓутоа, излезот не го гледам. За жал, овде морам да споменам уште еден монструозен план на СДСМ и на ДУИ, значи навистина монструозен план во кој влегува и ова разнепитување на град Скопје. Нивниот план е да ги банкротираат и со тоа да ги оневозможат да функционираат сите општини во кои е на власт опозицијата.
Тоа ќе рече, ќе се обидат да ги банкротираат јавните предпријатија, да ги банкротираат општините, секаде каде што на власт е ВМРО ДПМН. Каде е монструозноста, за нив е небитно дали општината ќе функционира, дали јавните предпријатија ќе функционираат, дали граѓаните ќе можат да го изнесат сметот и да биде исчистено, дали ќе може да добиваат вода, одвод и така натаму, едноставно за нив е битно да ги доведат под банкрот, да има отпуштања, да има неземања плати месец, 2 или 3 во јавните предпријатија, за да се создаде целосно незадоволство кај граѓаните, да се создаде незадоволство од локалната власт, да се прикаже дека опозицијата, односно коалицијата за обнова на Македонија не може и не знае да работи, а сето тоа затоа што централната власт ги има механизмите и лостовите да едноставно под превезот на економската и енергетската криза која ја живееме, да успее да го стори сето тоа. Монструозен план во кој ви кажувам дека е влезено и ова што се случува со град Скопје. И од тука излезот е само еден, за да се сочуваат нештата во градот Скопје, меѓутоа и во општините излезот е само еден и единствен. Предвремени парламентарни избори и ликвидирање на оваа и ваква криминална, антимакедонска, и веќе јас дури сум човек кој навистина внимава кога зборува и што зборува, меѓутоа овој пат дури не можам ниту да внимавам на одбирот на зборовите со кои треба да се зборува за оваа власт. Жално. Пред некој ден дознавме дека големиот проект за прочистителната станица во Скопје е доведен во опасност за да не може да се реализира и покрај тоа што веќе град Скопје има добиено пари од европски и светски банки за поддршка на развојот за реализација на овој проект. Причината за ваква одлука на Европската инвестициона банка е промената на луѓето во комисиите кога процесот на евалуацијата е во тек, а која промена ја побарала градоначелничката Данела Арсовска при тоа без да даде објаснување за таквото нејзино барање. Какви се вашите сознанија за овој проект и колку пари на име камати како казнени поени ќе ги чини граѓаните на град Скопје, кој треба да ги одвои од буџетот кој се полни со парите од граѓаните? За жал, сознанијата се оние кои ги добиваме преку медиумите, односно преку изјавите на доскорашниот директор на Водовод и канализација и градоначалничката Данела Арсовска. Спротивставени се нивните изјави и од тука најверојатно вистината е некаде на средината, како и секогаш, никогаш не може вистината целосно да биде само на едната страна, меѓутоа ова повторно се вклопува во овој монструозен план за кој зборувам, кој СДСМ и ДУИ го спроведуваат, затоа што неизведбата на таа прочистителна станица, евентуалното губење на веќе доделените средства или големите камати кои градот би ги платил, сето тоа СДСМ би го користел да објасни како опозицијата не домаќински работи, како опозицијата не знае да, па вие веќе сте сведоци дека веднаш се започна да се зборува за провизиите кои некој сакал да ги дели или да ги добие. Значи, тоа е тој план кој треба да биде изведен, меѓутоа чинам дека разумот веќе победува, барем што се однесува до тој огромен тендер и до таа огромна придобивка за Скопје како град и за скопјани како негови граѓани. Таа прочистителна станица еден ден ќе се покаже дека може да биде од животна важност за градот Скопје, меѓутоа и од животна важност за реката Вардар, од животна важност за средината во која живееме, и од тука чинам дека тој проект ќе продолжи и дека тој проект ќе биде успешно завршен. Меѓутоа, многу други проекти, поситни и помали, проекти кои не се во жижата на јавноста, кои не се во фокусот на целата македонска, меѓутоа и меѓународна јавност, многу такви помали проекти се доведени во прашање. Во Министерството за надворешни работи се сретна мешовитата заедничка комисија за историско-образовни прашања, која средба е прва после подпишувањето на протоколот за спроведување на договорот за добрососедство и пријателство. Имате ли сознанија за што разговараа? Дали главна тема беа македонските учебници за 7 оделение? Се договорија ли што ќе променат во нив и какво е вашето мислење за новиот член
во комисијата на македонска страна, господинот Димитар Ловоровски Бамбаковски. Знаете што, не можам и не сакам да давам мислење за некого кого искрено не го познавам и со чија работа се уште не сме запознаени. Човекот е од завчера член на Историската комисија и искрено би сакал да верувам дека ја прифатил таа функција за да и помогне на Македонија во одбрана на македонското постоење. Не би сакал да верувам дека ја прифатил функцијата како што имавме докази за некои од досегашните членови, за да заработише 70.000 или 120.000 евра како член на комисијата, а при тоа да помогне во раздепитувањето на Македонија и во прифаќањето на бугарските услови и на бугарската асимилација, токму преку една таква комисија. Најпрвин, таа комисија, според моје мислење, уште повеќе според мислење на експертите во таа област, е дека таа комисија и не треба да постои, дека ние си имаме Институт за национална историја, ние имаме се она што ни е потребно за да можеме, го имаме ману ако сакате, ги имаме историчарите во голем број, не се тоа само овие 4 или 5 платени од владата и на крајот на краиштата таа комисија според мене треба да биде час поскоро распуштена. Преговорите во ваков формат и на ваков начин треба да бидат прекинати, затоа што ова се преговори на условно речено политички Давид и Голијат. Вие од едната страна го имате големиот и моќниот, но не моќен и голем заради тоа што историската вистина е на негова страна, туку моќен и голем само заради тоа што веќе се наоѓа во друштвото во кое ние сакаме да влеземе. И од друга страна имате една држава како Република Македонија, која веќе 31 година е уценувана, 31 година е уништувана, токму од тоа друштво во кое ние денес сакаме да влеземе. Ами доколку таа и таква Европска Унија не сакаше нас како нејзин пријател, како нејзина членка, досега ние 10 пати можевме да станеме член на Европската Унија, користејќи го методот кој го искористија кога заради политички причини им требаше влез на Романија и на токму таа Бугарија во Европската Унија, кои без да исполнат какви да се критериуми, кои без да исполнат какви да се стандарди, не само во економијата, туку и во меѓуетничкиот живот внатре во државите, во односот кон соседите, во односот со нерешените прашања со соседите. Ами за нерешените прашања сега само се разговара. Зошто не се разговараше при приемот на Бугарија, која имаше ете нерешени прашања со соседите? Ами најпрвин требаше да си ги реши, па потоа да биде примена. Сакам да речам дека ние навистина имаме тежок и голем проблем и повторно решавањето и на тој проблем е само на еден начин. Час поскоро предвремени парламентарни избори и политичко ликвидирање на оваа и ваква антимакедонска власт која управува со Македонија. Пред 2 дена, поточно во четвртокот во Брисел, започна скрининг процесот за пристапување кон Европската Унија и за таа цел во Македонија пристигна работна група наречена Коела, која ќе има за цел да ги провери законите, односно законските легислативи и да направи споредба со оние на Унијата за да утврди докаде Македонија е дојдена со подготовките на патот кон Европската Унија, како и улогата на собранието за отварање на поглавјата. Какви се првичните информации кои излегува во јавноста? Излегува ли со некаков став за она што вчера беа во можност да го видат? Какви се вашите очекувања? Какви цели поставија или ќе постават? И секако неколку збора за нивните изјави пред се она на господин Гир, кој безпотребно кажа дека сето она што ќе се правело за време на процесот ќе било преведено на македонски јазик. Ајде, ќе почнеме од позади, па ќе одиме код напред. Значи, тоа дека ќе биде преведено на македонски јазик, значи би било повеќе од нормално, би било повеќе од очекувано и дури меѓународно правно потврдено да биде на јазикот на државата за која станува збор. Меѓутоа, знаете што најверојатно господинот Гир
смета дека тоа ќе биде на јазикот кој го разбираат и познаваат жителите или граѓаните на оваа држава, а не на македонски јазик. Значи, има разлика во тоа што значи македонски јазик, а што значи за него јазик кој ние го разбираме и го говориме. Инаку тој истиот господин Гир, кога се објави за референдумот, кога се објави за ставот на Џафери дека не треба да се распише референдум, тој го оправда и застана на страната на неможноста граѓаните на Република Македонија да ја добијат најдемократската алатка во сопствените раце. Значи, следете ги неговите двојни стандарди, луѓето кои доаѓаат од Европската Унија и кои се колнат во демократијата и во демократските стандарди и кои ќе ја наблюдуваат Република Македонија дали ги воведува и дали ги практикува демократските стандарди, тој истиот застанува во одбрана на најнедемократскијата одлука на Џафери, односно одлуката на македонскиот народ, на македонските граѓани да им се оневозможи најдемократската алатка референдумот. Од тука јас од Европската Унија лично не очекувам ништо, првично затоа што и не сум поборник на нашето осојузување во таа и таква Европска Унија. Европската Унија, ние за жал мораме да знаеме дека се постави како европска наддржава. Европската Унија не е сојуз на држави, не е сојуз на суверени држави во кои секоја држава ќе си го најде својот интерес, меѓутоа ќе си ги зачува своите традиции, ќе го зачува делот од правниот систем, да речеме, кој може да живее само на тој простор, ќе го зачува делот од културата, делот од економијата, како суверен народ, како суверена држава. Европската држава, Европската Унија, јас постојано го кажувам и уште еднаш ќе го кажам, тоа е проект на нацистичка Германија. Тоа е проект на Хитлер да се создаде европска наддржава со која ќе се владее континентот, и тој и таков проект започнува, нели, со паневропското движење во 1925-тата, меѓутоа да не ги шириме сега нештата, и во нејзината реализација, во создавањето на Европската Унија учествуваат недоброј поранешни нацистички врвни команданти, нацистички експерти, нацистички, ако сакате, дури и министри, како што беше господинот Валтер Холштајн, кој учествуват, кој дури 9 години беше председател на Европската комисија при Европската Унија, а истиот тој Валтер Холштајн беше министер за правда во владата на Хитлер, беше човек од 1939 на еден свој говор во Рошток побара анексија на Чехословачка, значи повика на напад врз Чехословачка, беше човекот кој го подготвуваше договорот Хитлер-Мусолини. Тој и таков човек 9 години беше председател на Европската комисија, односно на она тело кое сега треба да ги наблюдува, да го наблюдува напредокот во Република Македонија. Некои работи треба да ни бидат јасни. Јас искрено би сакал и сакам и се борам европскиот континент да биде една целина, меѓутоа целина како сојуз на суверени држави, во кој ние како нација, како народ и како држава ќе си ги сачуваме своите традиции и своите права. Дури јас одам малку и понатаму, зборувам за формирање на таа Евроазија, меѓутоа не Евроазија како оној баук или она бабарога со која ги плашат луѓето, дека таа Евроазија би била Русија и Кина и Индија, која ќе се бори против Европската Унија и против Европа. Не. Евроазија од Владивосток па се до Лисабон. Значи, соработка на сите европски држави со Русија, со Кина, со Индија, соработка која е единствена природна, соработка која единствена ветува напредок наспроти евроатлантската соработка која е неприродна и која всушност е само покритие за американската хегемонија во светот.
Пред некој ден, вице-премиерот за евроинтеграции Бојан Маричич на една национална телевизија ги повтори главните интереси на државата на патот кон Европската унија. Спрема него и владата, првиот интерес бил да си го зачуваме нашиот идентитет и јазик, а второ било да станеме членка на Европската унија и дека тие веќе се избориле за двете, додавајќи дека никој не можел да ни го оспори и да ни го земе идентитетот без наша волја и желба, а за такво нешто немале волја, туку напротив, тие инсистирале македонскиот јазик да се најде во преговарачката рамка и Фронтекс договорот да биде потпишан со македонски јазик без додавки и тврди дека така ќе биде. Господине Ангеловски, каков коментар ќе дадете на ваквите изјави од страна на господинот Маричич, особено што договорот со Фронтекс се уште не е потпишан и покрај најавите дека тоа требаше да се случи веднаш откако се одржа првата политичка меѓувладина конференција, и како ќе го прокоментирате изборот на моделот во однос на преговарачката структура во која доминира политичкото водство Бојан Маричич е се и сешто? Значи, оваа гарнитура на власт, сведоци сме дека на власт дојде антиуставно, незаконски и со лаги и измами. Значи, водеа битка против владата на Никола Груевски, изнесувајќи еден куп лаги, еден куп измами, лажејќи го овој народ, создавајќи околу до тогашната влада една фама. Меѓутоа, ајде, дојдоа на власт, тие продолжија и обстануваат на власт само со лаги и со измами. Ами затоа јас отворено ќе речам дека тој човек лаже. Лаже кога вели дека сме го зачували или ќе го зачуваме идентитетот. Ами, зарем треба да бидеме многу паметни и зарем треба да бидеме политичари за да не знаеме дека нашиот идентитет е веќе избришан. Нашиот идентитет после договорот со Атина веќе не постои. Ами вие гледате дека токму тој ист човек кој тврди дека го зачувал идентитетот, побара да се избрише името македонско од една невладина организација. За каков зачуван идентитет тој човек има право да зборува? Ние сме сведоци дека не постои повеќе македонска нација. Не постои македонска нација затоа што едноставно не можете да се напишете како припадник на македонската нација. Ние многу скоро при уписот на студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи имавме можност секој студент да се објави, да се изјасни што е, дали е албанец, србин, ром, бошњак и така натаму и така натаму. Никаде немаше можност да се напише македонец, освен во останати. Ами зашто продолжува да лаже господинот Маричич? Зашто уште продолжуваат да го замејуваат овој народ? Знаете, само заради тоа да можат да останат уште малку на власт, да го дозавршат разнабитувањето на Македонија преку успешен договор со Софија, успешен нормално за Софија, а не и за нас, да го доукрадат сето она што македонската држава и македонскиот народ како своја собственост и како свое богатство го поседува, и потоа да ја растурат и распаднат државата. Јас веќе со години наназад зборував дека целта на оваа и ваква власт е распад на македонската држава само заради едно. Свесни се за длабочината на криминалот во кој се навлезени, свесни се за длабочината на предавството кој го извршија, свесни се за неможноста сето тоа долго време да го представуваат како успех, свесни се дека еден ден во оваа држава ќе дојде власт која ќе се справи со сето тоа што го направија и зашто ќе мора длабоко да одговараат со години и години и години зад решетките. Тие и такви луѓе, за да немаат пред кого да одговараат, подготвени се да ги уништат институциите на оваа држава, да ги уништат системите на оваа држава и полека тоа го прават, го уништуваат одбранбениот, го уништуваат безбедносниот, го уништуваат здравствениот, го уништуваат образовниот. Значи,
еден по еден ги уништуваат системите на државноста, за да на крај ја распаднат државата и да нема институција и да нема држава пред која ќе одговараат. Меѓутоа, ние сите сме повеќе од сигурни, јас сум барем повеќе од сигурен, дека нема да успеат во тоа. Меѓутоа, јас и на господин Мицковски, на една наша скорешна средба му реков, барам дента кога ќе се формира новата влада, кога тој ќе стане новиот премиер, веднаш да се преземат конкретни мерки за одговорност на сите кои учествувале во уништувањето на Македонија, доколку не, јас ќе бидам првиот кој ќе излезам од коалицијата во момент кога ќе ја добиеме власт. Министерот за надворешни работи господинот Бујар Османи во четвртокот на една национална телевизија, објаснувајќи што значи скринингот, потврди дека за да ги исполниме сите оние работи кои ги предвидува скринингот, ќе мора да исполниме услов, а тоа е промена на уставот за да влезат бугарите во преамбулата. Османи исто така изјави дека исходот од преговорите со Бугарија досега бил 3:1 за нас и ги наброја добивките. Сме го зачувале јазикот, сме ги почнале преговорите, сме ги оставиле историските прашања надвор од патоказите од акциските планови, а Бугарија добила само промена на уставот кој требало да се случи на половина од процесот, поточно после почетокот на преговорите. Османи не пропушти исто така да каже дека компромисот бил добар и дека уставните измени не биле контроверзни и дека за нив имало консензус во јавноста, бидејќи тоа не било штетно за државните интереси. Како вие ќе ги прокоментирате овие негови изјави? Смешно. Искрено верувате дека заслужуваат коментар вакви несериозни изјави на човек кој ниту знае, ниту познава меѓународно право, човек кој ниту знае или не сака да знае заштита на ако не ги прокоментираме господин Ангеловски, луѓето ќе мислат дека човекот е во право. Да. Меѓутоа сакам чисто да кажам дека зборуваме за човек кој ниту знае, ниту сака да знае, или така му одговара се што се однесува околу меѓународните односи, меѓународното право и заштитата на националните и државните интереси. И тука обично милуваат да зборуваат со бројки, да зборуваат со спортски жаргон, нели сме победиле со 3:1. Ние многу скоро имавме изјава на еден нивни апологет на СДСМ кој рече дека сме го заштитиле идентитетот 90%. Сега јас на една емисија, на една дебатна емисија прашав кои 10% ги имаме изгубено, ако може да ми биде објаснето, односно кои 90% се зачувани. Еве сега повторно имаме таква игра со бројки, дека сме победиле 3:1 во битката со бугарските барања. Ами отварањето на уставот не би било ништо страшно, доколку се отвара уставот за да се внесе бугарско малцинство во него, односно дел од бугарскиот народ, како што е тоа случај, нели со останатите малцинства, со српското, со албанското, со бошњачкото, со не знам, така натаму и така натаму. Меѓутоа отварањето на устав за да внесете државотворен народ во него, а при тоа бришејќи ја можноста да се ние македонците да се пишеме како македонци, по национална определба, едноставно остава само две можности пред нас. Едната можност е да се пишеме како северно македонци, втората можност е да се пишеме како бугари. Ние трета можност пред себе нема да имаме доколку се случи тоа и така. Од друга страна имате држава која е членка на Европската унија и во која ниту смее во уставот да се чепне, ниту смее во уставот да се внесат малцинства, ниту смее во уставот да се внесат делови од други народи, кои ги има уште како во Република Бугарија, ако не друг, има барем околу 1 милион турско малцинство во Бугарија, ако не други има неколку милиони македонски народ во Бугарија, и така натаму, и така натаму. И таа една држава која не сака да го отвори уставот и да стане демократска европска држава, го бара ова, и нормално во овој момент таа и таква власт го држи токму Бујар Османи на функцијата министер за надворешни работи, затоа што е наједноставно, ако сакате, најбезболно за него да го зборува се тоа, да го работи се тоа. Верувам дека истото тоа се случува и со Бојан Маричич,
за кого е исто така најверојатно безболно. Верувам дека доколку на тие две позиции имавме луѓе со македонско самочувство, немаше да бидат олку убедени во исправноста, односно да бидат олку добри во глумењето исправност на оно што го работат. Так, господине Ангеловски, да се префрлиме и на втората тема која ја преокупира македонската јавност во последнава недела. ВМРО ДПМН со подкрепа на коалицијата Обнова на Македонија ја поднесе иницијативата за референдум со цел раскинување на договорот со Бугарија, но како што и се очекуваше, владата на Ковачевски преку првиот меѓу еднаквите, господинот Талат Џафери, кој си има своји правила и прописи при толкување на законите и деловникот за работа, со последната одлука во улога на уставен судија не ја прифати иницијативата за референдум. Каков е вашиот став најпрво за самата иницијатива, како лидер на политичка партија која е во коалиција со ВМРО ДПМН и секако ваш став за отфрлање на истата, не дозволувајќи му на македонскиот народ и македонските граѓани непосредно да се изјаснат. Зошто им пречи референдумско изјаснување и од што се плаши оваа ненародна власт? Веќе со самото тоа што го прашавте, како за ненародна власт, веќе го давате одговорот, дека ненародна власт не може да прифати народно изјаснување, односно не може да го прифати она што народот го размислува и сака да постои, да го има, и од тука некаде се корените на сето ова. Ние како коалиција имавме разговори околу тоа дали да се пристапи кон иницијативата за референдум или не. Размислувањата одеа од една до друга крајност, дека нема потреба, па до тоа дека треба да се покрене една ваква иницијатива. Може би беше повеќе од предвидливо дека Џафери нема да овозможи, односно нема да дозволи распишување на референдумот, за да го заштити, повторно ќе речам, за да уште неколку години, месеци или години го штити постоењето на ваквата власт. Од друга страна, ние сметавме дека референдумот е потребен токму за да изнесе на виделина 2 или 3 работи. Најпрво да изнесе на виделина волјата на македонскиот народ во самата подготовка на референдумот, односно во собирањето на тие 100.000 потребни потписи. Значи, тоа веќе ќе ја покажеше волјата на македонскиот народ, неговата желба и потреба да го спречи ова што им се случува. Второ, да објавувањето на иницијативата за референдум беше потребна за да ги исфрли на површина сите оние кои повторно инсталирани и раководени од еден центар се нафрлаат веднаш, ќе се спомене што и да е како иницијатива на опозицијата, и веднаш тоа се обидува да биде разводнето, веднаш тоа се обидува да биде прикажано како вовет во неуспех и така натаму и така натаму. Значи тоа е второ. И трето, за да се исфрли на површина, да исплива на површина стравот на актуелната власт од гласот на народот, стравот од референдумско изјаснување, стравот од можноста да бидат спречени во натамошната распродажба на македонските национални и државни интереси преку договорот со Бугарија кој го форсираат, и од тука тој и таков референдум, таа и таква иницијатива беше покрената. За жал, оваа власт која неуставно и незаконски се инсталираше, таа неуставно и незаконски продолжува и да работи. Не е на Талат Џафери обврска, ниту е можност уставно да го толкува, да ја толкува иницијативата за референдум. Тоа може да го стори Уставниот суд. Талат Џафери едноставно само беше тука како трансмисија, како човек на кој му беше поднесена иницијативата, а тој требаше само да ја пушти во процедура, или, ако не, да ја пушти пред Собранието на Република Македонија. По спикерот Џафери, сношти шефот на македонската дипломатија Бујар Османи се стави над уставот.
Како ќе ја прокоментирате неговата изјава дека референдум за договор со Бугарија не може ниту пак смее да има затоа што договорот со Софија бил еден од столбовите на евроатлантската иднина на Македонија, нарекувајќи го договорот еднонационален? Ете, повторно ќе тргнеме од назад кон напред. Најпрви не знам зошто го нарекува договорот еднонационален, освен ако не партијата на која и припаѓа и тој лично, да агитираат меѓу сопственото членство и меѓу албанците во Република Македонија да не излезат, за да нема излезност на тој таков референдум. Значи, и ако само 2 албанци, 3 роми, 5 срби и 10 бошњаци излезат и гласаат на таков референдум, тој не може да биде оквалификуван како еднонационален. Меѓутоа, Бујар Османи во својата политичка неписменост, нормално, дека најпрвин тврди дека нели тој договор не може да биде отповикан, дека не постои меѓународен договор кој може, тој не знае дека сите меѓународни договори можат да бидат отповикани и поништени. Не постои меѓународен договор кој е Библија или дел од Библијата, па да е непроменлив и да е нераскинлив. Значи, таков договор се уште во историјата на човештвото не е подпишан, и ние сме сведоци дека низ историјата на човештвото сите договори или 99,9% од нив кои еднаш биле подпишани или воспоставени, дека се раскинати и се поништени. Меѓутоа, Бујар Османи едноставно, како и останатите од таа влада, бидејќи немаат ниту аргументи, бидејќи немаат ниту знаење, бидејќи немаат ниту желба за постоењето на Македонија, тие упорно со истите флоскули и со истите лаги излегуваат пред македонскиот народ и се обидуваат таа лага да ја пласираат како вистина и како став на една влада. Инаку, како да добиваат кога ќе дојдат на власт, инсталираните власти, како да одат во една од амбасадите на најголемата, нели, на светскиот владетел, и како да добиваат водич за движење низ глупостите. Вие ги следите и ги гледате дека буквално користат еден ист вокабулар, користат едни исти зборови, користат еден ист начин на однесување, како некој да им доделува кога ќе стапат на власт, односно кога ќе бидат инсталирани на власт, како да им дава водич како да се движат низ глупостите. И овде не станува збор само за нашата македонска влада, овде зборувам за сите инсталирани влади во Европа и во Европската унија, и со мал исклучок, да речеме, на владата на Виктор Орбан во Унгарија, која зборува сосема поинаку, која се однесува сосема поинаку, само затоа што не е инсталирана, само затоа што не влегла во амбасадата да го земе водичот за движење низ глупостите, и на крајот, и најважно, затоа што работи во интерес на сопствените граѓани, на сопствениот народ и на сопствената држава. Овие сите се луѓе кои се инсталирани за да работат во полза на туѓи интереси. И затоа е тоа така, и Бујар Османи извонредно се вклопува во таа и таква екипа, во тој и таков тим кој тоа треба да го работи. По отфрлањето на иницијативата за референдум на ВМРО ДПМН од страна на спикерот Талат Џафери, сега Левица најавува нов обид за распишување на референдум. Како ќе ја прокоментирате оваа најава и што очекувате? Најверојатно ќе помине исто како што помина и иницијативата на Коалицијата за обнова на Македонија. Најверојатно веќе Џафери веќе нема можност сега да го смени сопственото мислење, токму и да сака, да речеме сега, да ја овозможи иницијативата, не може во рок од 5 дена тој да има едно толкување денес, а после 5 дена да има поинакво толкување за истата иницијатива. Од тука не очекувам ништо, односно очекувам доколку Левица го оствари тоа што го најави, очекувам дека и Џафери да го оствари тоа што веќе го реализира, тоа ќе рече да не ја прифати иницијативата и да продолжат
да продолжат да владеат не осврнувајќи се на барањата на мнозинството од овој народ, не осврнувајќи се на барањата на политичките партии како негови представници и така натаму и така натаму. Како ќе ја прокоментирате изјавата на господинот Османи дека Левица не била македонска политичка партија, туку била во функција на руска пропаганда и дека се прават обиди за руско влијание во Македонија за да се успорат евроинтеграциите и да го свртат македонскиот народ против Соединетите Американски држави? И кога сме кај Османи, ќе сакате ли да ја прокоментирате неговата одлука да го прати Зекир Рамчиловиќ, кој од пратеничката група на ВМРО ДПМН премина во СДСМ, откако гласа за промена на уставното име на Македонија за амбасадор во Црна Гора? Ајде прво за Рамчиловиќ да проговориме. Беше очекувано, беше нормално, нели сите оние кои го напуштија ВМРО ДПМН и ставовите на ВМРО ДПМН и на коалицијата и кои излегоа за да гласаат за промена, односно за прифаќање на уставните измени со кои се промени името и се изгуби идентитетот на македонскиот народ и македонската нација, беше за очекување дека ќе биде награден вака или онака. Некои од нив се наградени со тендери, некои од нив се наградени со повлекување или застарување на обвиненијата. Еве, Рамчиловиќ ќе биде награден со тоа што ќе оди за амбасадор и тоа никого не треба да зачуди, дури е некој нормален след на нештата, дури е нешто што требаше да се очекува. И тоа го оставам да го коментираат оние кои ги коментираат дневните работи, инаку што се однесува до изјавата дека Левица не е македонска партија, тоа е многу тешка квалификација. Значи, тоа треба некој да одговара пред суд и да го докажува пред суд дека партија која е регистрирана во Република Македонија не е македонска партија и таква квалификација некој треба да ја докаже. Од друга страна, се зборува дека нели треба да се инсталира руско влијание за да се спречи евроатлантскиот пат на Македонија, односно Америка, Соединетите Американски држави да се прикажат како наш непријател. Па сега, знаете што, многу милуваат кога зборуваат за споделување на заеднички вредности. Значи, секој трет збор на инсталираните политичари во власта е споделувањето на заеднички вредности, дека ние со Европската Унија и со државите од евроатлантските интеграции споделуваме заеднички вредности. Најпрвен треба да знаат што се тоа вредности, а што е моден тренд или мода. Да речеме, она што тие сега го говорат како споделување на заедничка вредност, тоа во моментов е, пример, ЛГБТ движењето. ЛГБТ движењето не е вредност. ЛГБТ движењето е моден тренд во ова време и ЛГБТ движењето е слично, да речеме, на она што беше хипи движењето некаде во 70-тите години од минатиот век. Заеднички вредности се вредности кои постојат, вредности кои се споделуваат долго, вредности кои имаат вистинска вредност. Например, јас ќе им кажам на сите тие кои нели споделуваат заеднички вредности. Вредност на државите од евроатлантското окружување е колониализмот. Таа е една од трајните нивни вредности, која со векови ја спроведувале. Вредност на тие држави е инквизицијата. 7 века ја спроведувале инквизицијата и таа била нивна заедничка вредност. И сега ние, македонците, сакаме да споделуваме такви заеднички вредности со тие и такви држави. Од друга страна, ние имаме милениумски вредности, кои ги споделуваме со една Русија и со една Украина исто така. Тоа е, например, верата, тоа е православието. Ами ние два милениуми ги споделуваме тие вредности заеднички. Ние имаме една вредност која 1000 години ја споделуваме. Тоа е писменоста, тоа е азбуката која ја споделуваме. Тоа се вредности кои се споделуваат. Јас се извинувам и од тука не е
моментот кога зборувате за Русија, еве и да зборувала левица за Русија како за пријател, тоа не е момент кога се бара да се изврши руско влијание во Македонија и да се стане непријател на САД, туку едноставно тоа е обид да се кажат кои се вистинските вредности и со кого можеш да ги споделуваш тие и такви вистински вредности. Затоа она што Бујар Османи го зборува, тоа е негова пуста желба, заедничките вредности на балистите, заедничките вредности на нацистите, заедничките вредности на фашистите, да ги славиме денеска како придобивка. Македонија прослави 31 година на независност, која по кој знае пат во последниве неколку години ја покажа поделеноста на македонското општество. На истиот ден, 8 септември, кога се прославуваше, вие објавивте една колумна со наслов 31 година од гордост до горчина, наместо честитката што не ја заслужуваме. Во еден дел од колумната ќе напишете: на денешен ден, пред 31 година се возобнови македонската држава со македонско име, македонски народ, македонски јазик, македонско сонце како државен символ, држава со сите нишани, држава гордост за македонците. Сите графи се пополнија со македонски податоци: држава, Република Македонија, народ, македонски, јазик, македонски, историја, македонска, знаме, македонско сонце. Господин Ангеловски, каде и кој погреши што сето денес ова го загубивме, но поважно од се, како да си го повратиме сето тоа што насила ни го одзедува? Значи, јас ја напишав овој текст, оваа колумна ја напишав затоа што чувството однатре ми зборуваше така. Јас сум еден од оние кои учествуваше во сето тоа, нели? И имавме среќа заради својата возраст да бидеме учесници во овие нешта. Едноставно 90-тата, формирајќи го МААК, бевме првата политичка партија која во поновата македонска историја објави документ за независна, суверена, самостојна, меѓутоа и демилитаризирана и неутрална држава, што доколку успееше да се реализира, денес јас и вие немаше ни да разговараме на овие теми, затоа што со неутралноста и демилитаризацијата Македонија не ќе беше доведена во ситуација да менува име, да потпишува договори со Атина и со Софија под притисоци од меѓународната заедница заради цели кои самите ни ги понудија за потоа да ги користат како алатка за уцена. Меѓународната заедница нам сама ни ја понуди како демократски излез за држава, ни ги понуди евроатлантските интеграции, тоест за членувањето во НАТО и во Европската унија. И откако со собраниски декларации и резолуции тоа беше прифатено од партиите кои учествуваа во работата на собранието и откако оваа држава се објави за влез во НАТО и во ЕУ, од тој момент тие истите започна таа наша желба за зачленување да ја користат како алатка за уцени. Од тука дојдовме на ова дереже на кој се наоѓаме денеска, дојдовме во ситуација сите тие графи кои 91-та со референдумот од 8 септември ги пополнивме со македонско, денеска да ги нема. И јас не знам кој ево ред да го славиме денот на референдумот 8 септември како уште една тогашна победа на македонскиот народ во возобнова на македонската држава, но и во реализација на соништата на редица и редица македонски генерации. Меѓутоа, какви придобивки од 8 септември денеска да славиме ние, кога сите придобивки ги изгубивме, кога сите графи кои беа пополнети со македонско денеска се празни, кога се она што тогаш како придобивка го добивме, ние го изгубивме. И зошто го изгубивме? Првично кажав, заради тоа што ги прифативме тие и такви евроатлантски интеграции, не сакајќи да тргнеме по свој собствен автохтон и автентичен пат кон неутралност, независност и демилитаризација. Второ, ги изгубивме сите тие придобивки заради криминалот, кој токму тие кои не уценуваат со алатката за зачленување во НАТО и во ЕУ, толку перфидно го овозможуваа криминалот на генерациите
кои како власт се менуваа во Република Македонија, криминал кои им го овозможуваа, ги поттикнуваа на криминал, за да потоа ги држат враце заради сторениот криминал, да мора да го прифатат она кои тие го нудат, она кои тие го бараат и она за што не оценуваат. Ами вие искрено ли мислите дека Зоран Заев со големо задоволство го стори ова сето, или затоа што беше притиснат и уценет заради криминалот кој веќе го имаше сторено, дека доколку не го подпише и не го завери договорот од Преспа, дека ќе биде казнет, дека ќе биде ова или она. Значи, гарнитурите на власт им се овозможуваше да влезат во криминал и корупција, а при тоа тој и таков криминал беше следен од службите токму на оние во чие друштво сакаме да влеземе, и нормален след на нештата беше сите гарнитури на власт како ќе дојдат така полека да омекнуваат и да попуштаат во бришење на македонското, за да на крај се сведеме на она што го имаме денес, од тие 5 нешта кои како македонски ги ставивме во графите, ние денес немаме ништо. Ние немаме македонска држава како национална држава на македонскиот народ, туку имаме некаква Северна Македонија. Ние немаме македонски народ, туку имаме 3 коси црти. Ние немаме македонски јазик, туку имаме, според Софија, уште од пред 12 години, имаме литературна норма, а сега ќе видиме според она што се случува, што ќе биде, тоа ќе биде јазик кој го разбираат и говорат еден дел од граѓаните на Република Македонија. Ние го немаме символот, македонскиот символ, кој уште 95-тата под притисок во Обединетите нации, во организацијата која треба да се грижи и да ги штити правата во меѓународниот поредок токму на малите држави, и таа и таква организација изврши притисок врз македонската држава да го смениме тој наш символ и членот 49 за да се откажеме од македонците во соседството, и ние конечно ја немаме ниту Македонската православна црква, која тогаш ја запишавме во графата како Македонска православна црква, туку имаме некаква црква на Република Северна Македонија, Охридска црква или не знам како, и откако Руската црква, откако нивниот патриарх Кирил го призна постоењето на Македонската православна црква преку томосот кој го доби од Српската православна црква, кој е неправилен, неправеден, меѓутоа е каков таков, неправилен и неправеден е затоа што не го прифати постоењето и автокефалноста од 1959-та, туку даде нова автокефалност и нов томос, меѓутоа и така некако повторно преку тој томос се зачува Македонската православна црква Охридска архиепископија, која е сега признаена од најголемата православна црква во светот, односно од Руската православна црква. Меѓутоа, нашите владици, нашата православна црква, не само што не се израдува на ова признание, не само што не се заблагодари на ова признание, туку упорно чека од грчкиот патриарх, така наречен Вселенски патриарх, да и даде нов томос со кој ќе стане црква на Република Северна Македонија, а не Македонска православна црква. Така што и тоа е еден од елементите, една од графата која успеавме да ја испразниме. И сега ме прашувате каде е излезот од сето тоа. Одговорот на сите ваши прашања кога бараме излез е ист. Час поскоро вонредни парламентарни избори, час поскоро ликвидирање на оваа и ваква власт, час поскоро одговорност за сите кои учествуваа во сето тоа, и час поскоро формирање автентична македонска политика. Јас овде ќе морам да бидам многу груб и кон моите коалицијски партнери и кон актуелната власт. Двете големи политички партии, и ВМРО, ДПМН и СДСМ, се членки на европските надпартии. Европската народна партија, според мене, е европска надпартија, исто така и левичарската европска партија во која е членка СДСМ е европска надпартија. Во тие европски надпартии се носат заклучоци и насоки на делување. ВМРО ДПМН ќе мора да подизлезе
надвор од тие насоки на делување, ќе мора малку да ги блокира или да ги сопре тие насоки кои Европската народна партија ги дава само заради свој интерес и заради интерес на европската наддржава, а не во интерес на суверените држави и суверените народи, и откако ќе се дојде на власт да се формира автентична македонска политика, како внатрешна, така и меѓународна политика, со која Република Македонија ќе почне полека, ќе биде многу тешко, ќе биде многу макотрпно, ќе биде трнливо, меѓутоа полека, графа по графа, ќе мораме повторно тие графи да ги пополнуваме со зборот македонски. Господине Ангеловски, во последно време се прават напори за сегрегација на учениците во посебни училишта. Колку е штетно за македонското општество и до каде ќе не доведе ваквата сегрегација? Па таа сегрегација е веќе започната. Јас дури говорев и на седница на Советот на град Скопје. Знаете, добивме еден материјал во кој се бара од нас советниците да гласаме за отворање паралелки со по 5 или 6 ученика, од кои нели некоја ќе биде на албански јазик, некоја на турски јазик, некоја на овој или на оној јазик. И сега замислете си, вие отварате стотина паралелки ширум државава со по 5 или со по 6 ученика, и при тоа имате трошок потполно ист како за паралелка од 30 ученика. Нешто што и тројно или 5 пати побогата држава од нашава финансиски не ќе може да го издржи, и едноставно, бидејќи финансиските тешкотии ќе оневозможат нормално, здраво и успешно образование, ние ќе добиеме еден процес на образование од кој ќе ни излегуваат полуписмени, полукадарни и полууспешни ученици, што пак понатаму во процесот на нивно понатамошно образование на факултетите и на процесот на нивно влегување во производствените процеси ќе биде уште како лошо за државата и за нејзината економија. Меѓутоа, она што е уште пострашно, она против што јас се залагам веќе 30 години, тоа е токму таа поделба или таа сегрегација на учениците, затоа што јас искрено имам многу, бидејќи живее во тогашната општина Чаир, која е денес општина Бутел, и заради мешовитоста нели на составот на граѓаните во таа општина, а бидејќи учевме во заемнички одделенија, јас до ден денес имам вистински другари, албанци, роми и турци. Кога говорам за вистински другари, говорам за вистински другари. Имам стотници такви. Мојот син, бидејќи учеше веќе во сегрегирано образование, односно веќе во истото училиште во кое јас учеше и тој, меѓутоа, албанците учеа во посебни одделенија, македонците во посебни, турците во посебни, тој нема не повеќе од 5 или 6 такви другари, затоа што едноставно не успеа да се запознае со нив. Ние бевме другари затоа што заедно живеевме, заедно ја јадевме ужинката на училиште, заедно ги правевме детските палавости и така натаму и така натаму. Верувам дека мојот внук, кој сега започна во прво одделение, ќе нема ниту еден другар, албанец, турчин или не знам што, затоа што дефинитивно ќе нема каде ниту да запознае никого од нив. Таа и таква сегрегација во образованието, понатаму ќе води сегрегација на целото општество, а сегрегацијата на целото општество ќе води кон федерализација и распад на државата. Ако тоа не сакаме и не можеме да го сватиме, тогаш ние уште денес да го ставиме клучот на катанецот на оваа држава и да ја затвориме. Господин Ангеловски, кога говоревме за градот Скопје, на првото и второто прашање искористивте неколку реченици и би сакал да се навратиме повторно на градоначалничката Данела Арсовска. Дали причината за ова што сега Данела Арсовска го прави, можеме да алоцираме во најавените кривични пријави од страна на СДСМ за време на нејзината кампања на локалните избори за градоначалник на град Скопје, а поврзана со една спортска сала со која таа наводно раководела, кои најави не се остварија. Можно ли е сега таа да биде уценета за да одработи за владата на СДСМ и ДУИ? Па верувам дека е можно. Значи, она што го реков, нема метод
кој СДСМ нема да го примени, не постои таков метод, не постои нешто такво кое нема да го применат доколку е потребно да се задржат на власт и покрај собствената неспособност и покрај тоа што мнозинството од народот не ги сака на власт. Од тука, јас навистина не знам ниту за која сала станува збор, не знам ниту што се случувало, меѓутоа не е далеку од умот да го прифатиме како можност, дека е можно да има уцени, да има закани, да има она што го реков и преска кога зборувавме за Рамчиловиќ, нели некои од нив се наградени, некои се уценети со закани од затвор, некои им беа простени тие кривични и така натаму. Значи не сме далеку од умот кога зборуваме за ова. Господине Ангеловски, каков е вашиот став за одлуката на Македонската православна црква Охридска архиепископија околу интеграцијата, поточно реинтеграцијата на владиците и свештенството на расколничката поа на Вранишковски со МПЦ? Знаете што, доколку продолжи МПЦ вака со овие потези кои ги влече и доколку продолжи да исчекува од грчкиот патриарх во Цариград, човекот кој се нарекува Вселенски патриарх, а чија патриаршија е Вселенската е всушност грчка црква, официјално е представена како грчка црква, има 3,5 милиони грчки верници, во Грција има околу милион грчки верници во Соединетите Американски држави. Доколку МПЦ и владиците од МПЦ, свештенството овие кои денес се во синодот продолжат со тоа и го исчекуваат новиот томос под името Црква на Република Северна Македонија, Охридска црква, тогаш тие ќе бидат расколничката црква, а не црквата на Вранишковски. И тогаш веќе, за жал, многу нешта ќе бидат измешани. Македонската православна црква денес треба да го прифати признавањето од Руската православна црква, да игра на таа карта и да каже дека од тука понатаму нема потреба за ништо, затоа што ние веќе имаме автокефалност добиена, нели, според барањето на оние кои до вчера не негираа, дека треба Српската црква да ни ја даде таа автокефалност или да ни ја возобнови. Ја добивме на тој начин, добивме признавање и од најголемата црква во православието и тука нашите владици, тука нашиот синод треба да престане, да го прифати тоа, а после, дали расколничкото крило на Вранишковски ќе се покае и ќе сака да влезе во признаената автокефална црква, но под услови на Македонската православна црква, тоа е веќе нешто друго. И сосема за крај едно прашање од геополитиката. Како ќе ги прокоментирате последните случувања во Украина и информацијата која пред некој ден простои од Лондон дека Русија ја губи војната во Украина и можноста за пад на претседателот Путин, како и најавата за распад на Русија. Но некој збор, ако сакате, и за најновата воена помош од страна на претседателот на САД, господинот Бајден? Значи, британската служба е една од оние кои навистина имаат информации, меѓутоа уште повеќе е една од оние кои најмногу манипулира со доказите, со информациите и така натаму. Доказ за тоа нели е и отпочнувањето на агресијата на Америка и Британија врз Ирак, кога токму британската служба му даде на Тони Блер податоци дека Ирак поседува оружје за масовно уништување, чиста манипулација, чиста лага за да се започне агресијата. Од тука и ова влегува во сферата на манипулациите и на лагите, или она што нашиот народ знае да го рече, гладна кокошка прососанува. Имавме ние избори во Русија минатата недела, регионални и локални избори, на кои партијата на Путин победи со 83%, што ќе рече дека неговата популарност во Русија е двојно зголемена од после 24 февруари годинава. Што се однесува до воената помош на Бајден кон Украина. Јас сакам да сватат сите дека до мир никогаш не се доаѓа со зголемување и со трупање на оружје. До мир може да се дојде само по дипломатски пат. Колку повеќе оружје се трупа, толку повеќе зла крв, толку повеќе невина крв протекува и толку потешко е враќањето назад.
тоа ќе рече дека Соединетите Американски држави треба да се вратат назад кон она што им го посочи 96 годишниот Кисинџер, дека треба да прекинат со вооружување на Украина, дека треба да прекинат со мешање во овој конфликт и дека треба едноставно да извршат притисок за седнување на маса, на заедничка маса и преговори. Меѓутоа, нешто друго е многу интересно, она што се случи во Шведска, а тоа нешто ќе има реперкусии и тоа ќе го гледаме допрва. Значи, Шведска после 100 години за прв пат добива конзервативна влада, односно десницата, јаката конзервативна десница за прв пат успеа да ја победи социјалдемократијата во Шведска, што е еден добар показател на каде се движи Европа и на каде ќе се движи светот. Зошто го велам ова? Затоа што доаѓа третата руска зима. Првата руска зима го победи Наполеон, втората руска зима го победи Хитлер, оваа трета руска зима ќе ги победи инсталираните влади низ Европа и во Европската Унија. Тоа ќе рече дека се повеќе народот ќе биде незадоволен, не само незадоволен, туку ќе биде во неможност да го живее животот нормално, онака како што треба. Ние сме сведоци дека во Чешка веќе излегува 100.000 на улиците, се подготвуваат низ цела Европа да излезе народ, оние најобичните луѓе, најобичните граѓани на државата, на кои инсталираните од Америка влади им велат ќе си купите потопли джемпери, ќе се туширате еднаш неделно и ќе живеете до 19 степени. Ами за тоа ли работеа и живееа германците, французите, швеѓаните и кои да е, за да некој денеска дојде и да им каже дека ќе се вратат во време на нивните дедовци и повторно да се тушираат еднаш неделно. Од тука не дека Русија ќе се распадне, е далеку од умот. Вие гледате дека токму сега има самит на Шангајската организација, гледате што се случува таму и кој се е присутен. Путин вложува надчовечки напори за воспоставување на уште подлабоки односи меѓу Кина и Индија. Тоа можеби ќе биде решавачкото нешто во она што се случува околу мултиполарниот свет. И од тука Русија во моментов, сакал некој тоа да го признае или не, се наоѓа во 3 пати подобра позиција отколку што се наоѓаше пред 24 февруари, а Европската Унија, за жал, која ќе биде најголемиот губитник вака или онака, е пред прагот на распреѓањето. Не дај Боже, она што значи нуклеарна војна, најголемиот губитник ќе биде Европската Унија и Европскиот континент. Најголемите загуби, најголемите катастрофи ќе ги преживее Европскиот континент, но и доколку не дојде до тој најнепосакувано сценарио, повторно Европскиот континент и европските држави ќе бидат најголемите губитници во оваа економска и енергетска криза која светот ја живее. Кога сте веќе ова добра вест што пренесовте со изборите во Шведска, вреди да напоменеме дека таму имаме еден македонец, македонски политиколог Патрик Аџиевски, кој најави огромна помош за Македонија во сузбивање на оваа ненародна власт од Македонија. Ние со Бети бевме сретни што пред известно време го имавме и него на интервју на Македонски корени. Одлично, мило ми е што сте разговарале и чинам дека човекот јавно, гласно и децидно кажа дека ќе работи во интерес на Македонија, онолку колку што нели ингеренциите ќе му дозволуваат. Точно така. Господине Ангеловски, причини задоволство и ова ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме, имајте си убав викенд, пријатно до слушање и скоро довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам, се надевам дека бевме добро разбради од оние кои не слушаа и не гледаа. Се надевам дека она што го посакуваме ќе го издействуваме, односно ќе издействуваме предвремени парламентарни избори и политичко ликвидирање на оваа криминална банда која во моментот владее со Македонија. Од ваша уста, во Божји уши, остануваме во контакт, се гледаме повторно овде на Македонски корени, тогаш кога ќе има потреба. Секој е добро.